Добро вечер на Румена Бужаровска, добро вечер на сите. Може би не ни треба, или вака е добро. Се собравме тука на представување на книгата Збирката раскази Атакама од Никола Николич. Тоа е прв превод на македонски јазик на овој автор. За Никола Николич ние, македонската читателска публика, дознавме прв пат во Дневникот, еден многу занимлив проект на Фрактура од 2020 година, каде што 6 мина, меѓу кои Румена Бужаровска од Македонија и Никола Николич од Црнагора, ќе ни објасни подоцна Румена зашто станува збор, пишува заеднички дневник во едно многу деликатно време за сите нас во време на пандемијата. Никола Николич, значи на македонски, го читаме прв пат во збирката раскази Атакама. Повелете. Го читаме, значи, прв пат во превод на македонски јазик. Преводот е на Дејан Василевски. Станува збор за 15 раскази, обединети во збирката, се викаат Атакама, како чилеанската пустина, што се смета за најсува и најсушна пустина во светот. Се разбира дека расказите не се случуваат таму, ниту пак Атакама е нешто што е клучно или е клуч за ова збирка раскази. Напротив, има еден расказ кој што се случува во Атакама, меѓутоа како метафора, насловот на книгата функционира одлично, бидејќи алудира метафорично на пустините и на сушата во сите нас. Збирката Атакама ние ја поместивме во нашата едиција Литера Модерна. Тоа е исто така важно каде ќе ги ситуираме книгите што се актуелни во нашиот регион. Значи да кажам, нашата едиција Литера Модерна претходно ги вдоми актуелните наслови од регионалната книжевност, последните ќе ги спомнам. Тоа е Маша Колановиќ со Барби од подрумот ја објавивме, која што има добиена Европска награда за книжевност. Броња Жакелј со Бело се пере на 90, исто така добитничка на Кресниковата награда во Словенија. Ја објавивме лани и добитничката на Нинова награда Внатрешно море, Даница Вукичевиќ. Имаме и други наслови во оваа едиција, но овие се последните на кои што сметам дека многу соодветно се вкалопи и таму всушност припаѓа и оваа збирка раскази. Румена Бужаровска е наша гостинка, наша мисламина Арсламина. Ја поканивме да ја промовира, да ни ја представи оваа збирка раскази на Никола Николич. Румена, повели. Фала многу, Оливера. Фала на поканата и на честа што ми ја дадовте да зборувам со Никола Николич за неговата збирка Атакама, преведена на македонски јазик, но и на тоа што не само за Атакама, бидејќи со Никола се знаеме подолго време, како негова долгогодишна пријателка, ќе си дозволам да го прашам малку повеќе општо и за неговото творештво и за неговата висина. Извини. Раскомоти се колку можеш. Така што драго ми е дека си прв пат преведен на македонски јазик и дека си да не заборавиме да споменеме дека си овај месец и во Скопје како резиденцијален гостин, само да не сгрешам, традуки е програмата, така да. На македонски имаме некој, не, само така си е. Да не ја викаме некако кај нас. Традуки готен, да? Готен. Апсолутно модерен се вика. Апсолутно модерен, ето така. Значи тоа е на колку автори имаме годишно? 5-6, да. Така што редовно имаме многу интересни гости и многу на моја голема радост кога Никола ми кажа дека го добил Скопје, како да добил голема лотарија, така што баш сум среќна што те гледам тука и што и ми ја дадовте честа да зборувам за оваа книга со Никола во рамките на сите овие прекрасни книги што ги спомна. Посебно се радувам за Даница, па и за Маша Колановиќ, и две чекам да преведам. Драго ми е преводот на Дејан е одличен. Истовремено Дејан одамна се знам со него, првата моја збирка ја лекторираше, така што ете како некоја фамилија се чувствувам на известен начин книжевна овде со вас. Никола, се работи, јас сум исто авторка на раскази, но на твојата биографија, кога ќе се види книжевна, е доста богата. Ќе зборам после на српски, знам дека разбираш, ама можеме после да се опуштиме ако нешто не разбереме.
Ќе видите на самата позади во описот на биографијата на Никола, дека Никола и како што изгледа, освен што е многу висока и многу млад, роден е 89-та година и за толку млад автор има зад себе импресивно количество на творештво, тоест има напишано 3 романи. Ова е негова, која збирка, втора ти, ако не се лажам? Не, прва, извини. Ова е првата, 2016-та, Атакама е објавена во Црна Гора, објавена исто така на италијански јазик, но нас пред кратко време излезе и во декември минатата година, излезе и, ево, и сечате ги високите дрвја, неговата последна збирка раскази на исто така во Црна Гора. Така што, да речеме дека Никола првенствено ти си прозаист, и беше дел исто така од оној дневник за кој што може малку понатаму ќе позборуваме. Кажи ни како дојде до тоа да се занимаваш со проза и каква врска има, да речеме, тоа со твоето образование и со твојата работа, бидејќи претпоставам дека не живееш од книжевноста. Тоа ретко може да се случува во балканските простори, посебно во една мала држава како Црна Гора, која што е дури помала од Македонија. Значи, како како е поврзано твоето прозно творештво, можеби со твоето образование и со твојата работа? Добро вечер свима. Hvala stvarno što ste došli, pogotovo jer kiša je prijetila i dalje prijeti, eto, valjda neće padati. Pa ne znam, postoji zapravo neka vrsta stereotipa, to znaš i ti, Olivera, da kao treba krenuti u književnu karijeru sa što kraćom formom. Mislim, ima to na kraju kraja ne mora ništa da znači, meni je poezija najsavršenija možda književna forma, najsavršeniji način na koji jezik može da se upotrijebi. Ja sam krenuo odmah sa tom nekom kao najtežom formom ili makar najobimnijom, odnosno sa romanom, i eto, nakon toga sam malo se igrao i sa pričama, ko zna, možda će nekad da bude i poezija. Ja inače radim kao novinar, ali mislim da nema sad to previše veze sa tim, da su to, može se reći da su možda srodni jezici, dakle, da je to neka vrsta isto prozne forme, možda novinski tekst, reportaže i tome slično. Ali prosto ja nekako sam i kao čitalac, otkako sam počeo da čitam, i to ne računam ono čitanje lektire i tako dalje, meni je to nešto što za lektiru me vežu vrlo teške neke misli, asocijacije, jer lektira je nešto što je nametnuto i ja mislim na taj način nametanjem ne može da se razvije ljubav prema književnosti, tako da smatram da sam zapravo čitalac tek od neke 20. svoje 21. godine, što nije neka čitalačka kilometraža sa 13-14 godina, ali makar onako počeo sam da sam zaista otkrivam što je književnost, i uglavnom je to većinski bila proza. I onda meni se svidjelo kako su pisali ti autori, pogotovo taj autor kojeg sam prvi sam otkrio, dakle mimo lektire, to je bio Knut Hamsun, tamo neke 2007-2008 godine, i onda onako nisam htio da oponašam njega, ali prosto rekao sam sebi, volio bih da napišem knjigu, dakle, jer Hamsun me u startu ubijedio odnosno vidio sam toliko je dobar pisac da ti se čini da je lako to što on piše, dakle kada vidiš lakoću pisanja, onda kada sam ja počeo da piše vidio sam da zapravo to su genijalni autori za koje vam se čini da on sa lakoćom piše, ali zapravo shvatite da tu ima itekako rada uz naravno nužni talenat. I onda sam napisao taj neki roman Čvor koji je bio onako potpuno, što se mene tiče, eksperimentalan. Tu sam onako igrao se malo, odnosno gledao čime ja to raspolažem, kakav je to moj jezik, kakav je to stil. Na kraju ispostavilo se u tom trenutku da nije baš neki, da treba to itekako da se radi i da se vježba, ali pogriješio sam jer sam onako kao lav u horoskopu smatrao da je to genijalno djelo, da je to nešto najbolje što je makar crnogorska književnost vidjela u tom trenutku, i da ne treba da uopšte primam sugestije ljudi sa strane, prije svega je to roditelja koji su profesori književnosti. Međutim, vremenom sam to malo redefinisao taj stav, Bogu hvala, tako da mislim da vremenom sam počeo i bolje da pišem, ali eto ću da kažem, proza je nešto što mi dalje, dakle, okupira i mislim da će i buduće neka djela
to naredno neko koje je planirano u nekoj skorijoj budućnosti će biti vjerojatno 5 roman, a volim poeziju, volim da čitam poeziju naravno, ali još se nisam usuđivao da je pišem, o tome se radi. Не случајно те прашав за работата и како новинар и се, бидејќи сакам да го поврзам тоа со личното во расказите во Атакама наспроти политичкото, кое што во последната збирка раскази па посебно се гледа, бидејќи таму повеќе зборуваш за други земји, за други политички прашања. Ти суштински и си заинтересиран за политика, ја знам, бидејќи често зборуваме за тоа, ја пратиш повеќе од мене нашата политичка ситуација, знаеш што се случува во светот и тоа на известен начин никогаш се рефлектира во твоите раскази. Конкретно се рефлектира најмногу ева и во насловниот расказ Атакама. Па така би сакала можеби малку да, затоа те прашав за новинарството, да можеби да ни кажеш нешто околу поврзаноста на политичкото во твојата проза, колку е моќно и битно тоа за тебе и зошто баш Атакама? Pa konkretno ta Atakama po kojoj priča dobila ime, eto Dejan je i primijetio prvi da Atakama je još jedna priča da ne odgovaraju baš tematski drugim pričama ovdje, mada ja sam počeo to da pravdam time da kao i Atakama i ta druga priča neke kao krajnje situacije u kojima ljudi mogu da se nađu, tretiraju, pa eto može naša vječna zemlja. To je isto neka onako duga priča. I onda sam ja poslije uvrstio to, kad sam shvatio šta mi je rekao, uvrstio sam te dvije priče u novu zbirku, one su naravno u saradnju sa urednikom Zvonkom Karanovićem poboljšane i što je dosta bitnije kontekstualizovane su i nekako sad eto bolje se osjećaju u toj novoj zbirci nego u ovoj svojoj matičnoj, vjerovatno. Sad je Olivera rato šokirana. Mi pričamo o ovoj knjizi. Da, sa tim saznanjem. Tako da, konkretno Atakama, od koje je zapravo sve krenulo, ona je jedna stvarno od prvih priča u ovoj zbirci, nastalo tako što sam ja vidio jedan odličan dokumentarni film čileanskog jednog cineaste Patricia Guzmana, Nostalgia de la Luz, i onda sam se ja onako oslanjao na neki stav koji je i Kiš znao da propagira, da umjetnosti različite mogu i da se dopunjavaju. To ne znači da kradu jedno od druge, ali da komuniciraju jedno sa drugom. I meni je, ako to sad ne zvuči onako previše nabijeđeno, meni je falilo nešto malo u tom filmu, falilo je da te dvije krajnosti, dakle, ti astronomi koji rade na Dinama u pustinji Atakame i tragaju za pomoć tih teleskopa za oblicima nekog novog života u svemiru i te žene koje kopaju za ostacima svojih bližnjih koje je ubio Pinočeov režim. Ja sam htio da nekako u priči ne budu distancirane njihove sudbine, nego da pokušam da ih spojim malo na neki način, onako malo bliskije, suštinskije i eto tako je zapravo nastala i ta priča i tu sam eto ja izmislio neka dva lika, tu jednu ženu i tog jednog astronoma. Da bi onda poslije nekako nisam po sličnom tragu stvarao koncept, nego prosto su mi nilazile teme neke iz mog ličnog života, a shvatao sam da može da bude ta vezivna nit, to vezivno tkivo, da može da budu upravo to neke krajnosti u kojima se ljudi nalaze, tako da taj prvi dio zbirke čine 3 priče o samoubistvima. Neko je skoro pričao na promociji da naravno za čitaoca ne treba da bude značajno da li se nešto zaista desilo i koliko ima istine u tome, ali meni kao autoru jeste, iako to nisam isticao, ali recimo jedna od tih priča jeste inspirisana stvarnim događajem iz moje porodice kad je stric moj izvršio samoubistvo i ona stvarno shvatio sam da zapravo priča, umjetnost postaje jezik kojim objašnjavam sebi neke teške događaje, neke teške stvari, pa bilo da su se desili konkretno meni ili eto da sam gledao neki dokumentarac pa mi nešto fali pa ja pokušavam kroz jezik da to onako preoblikujem malo, da dodam neki novi elementi, tome je slično. I zapravo iako sam napisao 3 romana, čini mi se da mi ipak draža priča kao forma. Ne znam, nekako na manjem prostoru treba da saopštite suštinu. U romanu često zna i kod najboljih pisaca da se osjeti neki prazni hod. Ne znam, sad sam skoro čitao Uelbeka, posljednji njegov roman od 600 stranica i
i njegov prazni hod zna da bude vrlo interesantan, ali opet prazni hod, tako da a priča jednostavno ne trpi to. Znači čovjek kad mu suseli cijelina priča u svjesno će lako da vidi je li ona dobra ili nije, dakle tu nema tih mogućnosti za vađenje, a vi doslovno u romanu, pogotovo tim ogromnim, dugačkim, obimnim romanima, možete da se vadite na neki način, pa da ako vam padne energija, pa vi posle opet bljesnete, mislite da će čitavci zaboraviti ta ulegnuće i tome slično. Еве прославивме расказ, а сите пишуваме разкази, меѓутоа сакаме и романи. Ти си ромена пред својот прв роман, но еве испофаливме расказ како форма. Да. Точно, иако не можам, не знам дали сум ќе видиме тоа со романот, секогаш е прашање што ќе се случи со нашето пишување, пупу. Туку интересно е што го кажуваш за романот, за празниот од, бидејќи мене во романот многу ми речи празен од и не сакам многу долги романи од аспект. Но еве те прашав нешто за самиот одговори на некои прашања кои што сакав да ти ги поставам. Ти како млад автор, значи 2016 година си ја напишал оваа збирка раскази, но таа главно се занимава со многу различна плејада на ликови, напишани низ различни перспективи. Не зборуваш само од прво лице, има некои што се напишани строго од прво лице, значи имаме еден необјективен наратор, да речеме, често, меѓутоа имаш и од трето лице и многу често имаш возрастни луѓе кои што зборуваат, луѓе кои што се пред смрт, луѓе кои што често се наоѓаат во некакви, не знам, ситуации, болници, погреби, пред самоубиствени состојби, скокање од мостови, не скокање од мостови. Не е толку страшно кој што ми кажам. За не мислите дека е толку мрачно. Има еден расказ, цел е за пенис. Така што не се секирајте. Со Оливера се зафркававме, нели, Милчо Манчевски, баш тоа Андре ми го спомна денес, дека има таа една посебна Куро крај нема. И овој пошто беше долг расказ, се зезавме дека Куро крај нема за него. Туку не, главно се поврзани со, па добро, и тоа е во болница. Така, и тоа е некаков тип на пресврт, да речеме, меѓутоа исто така пишуваш низ различни перспективи и тоа многу често не се млади луѓе, често. Така што сакам да те прашам, или мешано, има и мажи, има и жени. Не е баш само една препознатлива перспектива низ која што пишуваш. Па ме интересира како ги бираш еве хероите на твоите раскази и зошто конкретно еве таа обсесија со тие пресврти, со смрт, со предсмртна состојба, со болест и така натаму. Moram kratku anegdotu, kad je jedan prevodilac tih priča iz Atakame na albanski, kad je pročitao tu zbirku, rekao je: Nikola, je tebi dobro inače, jesi ti okej? I kaže, koliko znam ti si okej, momak raspoložen. Jesam, to je drugo, to je književnost, ne mora uopšte da bude tumačenje nekih mojih dubina, tamnih ili nešto. Tako da, a što se tiče perspektiva različitih protagonista, protagonistkinja, ja znam da postoje uglavnom dva gledišta, da neki smatraju da ljudi uvijek treba da piše iz svoje perspektive samo onome što se njima desilo. Međutim, ja nisam neki sad veliki ljubitelj tog pristupa. Naravno, uvijek spomenem Bekima Sejranovića koji je pisao isključivo uvijek o svom iskustvu, ali jedan je Bekim, mislim, i njegovo životno iskustvo je kao ne znam, stotinu nekih ljudi drugih. Tako, i on je to radio, naravno, umjetnički na fenomenalan način i to je to. A što se mene lično tiče, meni je malo dosadna ta jedna perspektiva. Ne kažem da se u mom životu ne dešava ništa i tome je slično, nego ja želim da se stavim u tuđe vizure, da se stavim, da pokušam, iako to može biti izazovno i da se meni obije o glavu, pa da neko kaže da je to totalni fake, ali ja smatram da pisci treba da istražuju, dakle, da ne treba samo iz svoje glave da pišu, i smatram da je čak i ono nedoživljeno neka vrsta iskustva tvoga, neka vrsta alternativnog iskustva, ako ti kao umjetnik i kao čovjek generalno uspiješ da se saživiš sa tim na neki način. Mislim, na kraju krajeva, eto, možemo da se pozovemo i na glumce i na njihovu profesiju, dakle, koliko oni moraju da mijenjaju uloga, psihologija, karaktera i tome slično, eto, tome ih još Stanislavski učio. Ja smatram da i pisci mogu na neki način tu emocionalnu memoriju da koriste kao alatku, da prosto pokušaju da dožive sve to. I ja stvarno sa svakim likom
pokušava maksimalno da se saživim, iako on u određenoj priči ili romanu djeluje kao potpuno sporedan. Ja baš ga gledam kao stvarnu osobu, kao 3D osobu sa onako potpuno svim karakteristikama stvarnog čovjeka. Pa ne znam, mislim, to mi se odnekud javi, to su neki onako i alhemijski možda procesi, nekad mi sine onako nešto, mislim, nemam pojma, eto, pomenula si tu bolnicu, ima ta jedna priča čarobnjak o tom čovjeku koji onako ulazi u jedan neobičan odnos sa jednim dječakom, pacijentom i ne znam sad stvarno ne zato što je prošlo 8 godina, ali ne mogu konkretno da se sjetim što je mene ponukalo. Da li neka vijest iz Crne hronike, da li nešto, ne sjećam se da sam išto slično pročitao, jednostavno mislim da pogotovo u tim prvim pričama, kod ove druge zbirke je drugačije, uvijek sam imao neku vrstu polazišta iz stvarnog života kod pisanja priča u drugoj zbirci, a ovdje prosto većina njih je stvarno plod čiste fikcije. Mada i u nekim od njih ima nešto, recimo, sad se sjeti u priči Prvi susret, kada, to je dakle priča koja je zasnovana na jednom događaju iz Crne Gore, kada, eto, opet malo morbidno, jedan momak prvi put vidi lik svoje majke u kovčegu, dakle tom zato što nije bilo tog otvora za protok vazduha, bio je limeni kovčeg, pa je došlo do neke greške, nisu razbili ono okno i tako jedan malo bizaran susret. To sam recimo načuo neku varijantu te priče, pa sam ja to malo preoblikovao, opet kopkalo me, htio sam da prođe kroz mene ta priča, da vidim kako ja mogu da je sagledam i tome je slično. Tako da ideje znaju nijotkud da se jave, a znaju i da stoju u podsvijesti u vidu nekih, da li potisnutih, pomalo zaboravljenih događaja iz moje biografije, iz mog života ili života bližnjih ljudi, onda da ožive na taj način na papiru, onako, da im ja ugradim naravno neke stvari, jer ne želim ni tu da budem prosto, da budem neka vrsta reprodukcije samo svega toga, odnosno da ih reprodukujem, nego jednostavno da dodam neke elemente, da učinim ih življim, da dodam i one metafore i druge alatke koje će pomoći čitaocima da oni zaista dožive to onako kako treba. To je raskaz baš prva sredba, ako ne se lažem na makedonski. Da, to je baš horor scena, bi možemo da se kaže. Mnogo je kratok, efektivен и визуелен е доста, посебно поради крајот. И јас би ти рекла дека сосема можеш и да го продолжиш тој во поинтересна приказна, бидејќи дознаваме зошто е прва средба. А и тоа ме носи на следното прашање, а тоа е нешто локално, а тоа е баш локално, колку има локално во твоите раскази. Можеш и генерално да ни кажеш и за романите, ако сакаш и понатаму, но и во оваа збирка конкретно во Атакама, освен тоа што го спомнавме на почетокот, дека се работи за дека мислиш дека можеби не одговара содржински, сега пустината повеќе одговара со втората книга, сепак но има една нишка на поврзување, тоест пресврти, смрти, некои клучни моменти во нашите животи. Заборавив што сакав да кажам. Локално, така, да. Значи за локалното. Горски венец е, да речеме, еден расказ кој што би можел да се каже дека црногорски, кој што се бави со една тема што ми е мене многу битна, а таа е една тема на колониализмот и комплексот на инфериорност на Балканот. Меѓутоа, може би во как се каже, тај сусрет задни, може да и ту има нешто такво, така да не знам колку, можам на македонски, колку свесно ја инкорпорираш црногорската култура и црногорскиот локалитет во твоите раскази, или ти е битен општиот, или ти е битен политичкиот светски, кој тоа е локално наспроти универзално? Pa vjerojatno zavisi od tog stvaralačkog trenutka, tad kad je nastajala ova zbirka, eto prije 8 godina, očigledno mi je to lokalnije bilo u tom trenutku značajnije kao neki tvorbeni materijal. Tako da, za razliku od ove posljednje zbirke u kojem je ono što se globalno dešavalo, dakle događaj bukvalno sa svih kontinenata sem sa Antarktika, ali opet smatram da niko tih priča nije
nije toliko dominantno globalno, odnosno nešto tuđe, nešto strano, već su to univerzalne teme, dakle stradanje ljudskog pod nekim tiranijama, tako da smatrao sam mogu ljudske sudbine da se univerzalizuju na neki način gdje god da su bili. S druge strane, evo sad kad kažeš i tu priču posljednju iz Atakame, Gorski vijenac, zapravo ne znam šta pričam, dosta priča je inspirisan upravo, eto i pričali smo neki dan, ona priča Makaroni i tome slično, dosta je stvarno inspirisano stvarnim događajima i taj Gorski vijenac jeste upravo i tom posvećeno toj vrsti nekog latentnog kolonijalizma i međukulturnog nerazumijevanja, prosto i to se kod nas stvarno ponovilo. 60-ih, 70-ih godina su došli ti rođaci iz Amerike, tadašnji neki, i isto se desilo pola vijeka kasnije, mislim, to je nevjerojatno. Oni su bili kod nas, mi smo se polomili, to jest kod mog džeda i babe, mi smo se polomili da ih dočekamo, da to bude najbolje moguće i oni, kad su se vratili u Ameriku, više se nikad nisu javili. A ovi moji nesrećni babe i džedovi, to oni su mislili da su pogriješili negdje. Bukvalno isto se desi te neke 2008. ja mislim, kad moja majka je bila na nekom putovanju u Americi i sretna je tamo iste rođake iz Sijetle, kao ajde dođite, ovo ono, i poslije par godina oni odluče da dođu, to jest neki njihovi predstavnici, neki bukvalno tinejdžeri koji voli ovo. I onda su oni došli, to pogotovo sa njima je išlo teško, to su bili momci od 18-20 godina koji će da se provode, koji mislim ono kao, bitno je da imaju bazu, mi smo im baza, ne sad neka emocionalna kopča nepostojeća, oni to jako dobro shvataju. I na kraju opet oni su se vratili i mi toliko smo ozbiljno shvatili da smo im dali Gorski vijenac kao i to dvojezično izdanje, već kao mi ćemo, to će njima da bude atraktivno, kao ih boli nikad. I onda njihovi ti stariji sa kojima smo se mi dopisivali, koji su ih poslali, nijednom riječju nisu spomenuli taj Gorski vijenac i bilo šta znači. Tako da onako završilo se tužno nekako po nas i čak moji roditelji onako i ti naši drugi rođaci koji su ih primili, čak onako malo svetoljubivni nisu htjeli ni se javljaju neko vrijeme, ono kao ne odgovaraju na teme, opet su slali, nećemo još neko vrijeme da im odgovaramo, još smo ljuti. Tako da tu smo vidjeli stvarno, iako je meni majka rekla, kaže pa dobro, oni su možda prosto takvi, eto prije pola vijeka tako se isto desilo, mislim, nismo ni u kakvoj svađi, prosto mislim, oni tad su se družili, oni su nas isto kao zvali u Ameriku, okej, dođite kad dođete, mislim što to umeđu vremenu nešto, tako da mislim, zato što mi je prva zbirka priča dosta lokalnog i dosta ličnog me zapravo oblikovalo i poslije kroz roman Sirena za uzbunu koji je između te dvije zbirke, koji je pogotovo lokalnog tipa jer obrađuje taj jedan kratki konflikt u Crnoj Gori, to NATO bombardovanje 99. godine, koje u Crnoj Gori nije nešto bilo strašno, ali eto, to je za nas djecu bilo u tom trenutku kao onako neki super događaj i to pamtim stvarno kao neku zabavu i onda sam poslije htio malo i sa sobom da zapravo objasnim sam sebi tu prošlost jer smatrao sam da nije normalno ako se sjećate rata kao nečeg uzbudljivog, nečeg najboljeg u vašem životu, mislim. Tako da opet je bila vrlo lokalna tema i lokalni jezik i nisam se nešto trudio da ni promovišem previše tu knjigu jer smatrao sam da je ona bukvalno za čitaoci Crne Gore. Tu se nisam bavio fusnotama, nisam se bavio pojašnjavanjem konteksta, onako kao da sam htio sa sobom da razriješim neku stvar iz prošlosti. A onda je opet tu slijedila sad ta posljednja zbirka koja je potpuno nešto novo, tako da vjerojatno volim malo da variram perspektive, da se igram, ne volim uvijek da je ista vizura, isti tok. Много е интересно тоа со именувањето, значи Горски венец, првата асоциација именувањето, извлекувањето на насловот од целиот контекст, од приказната, а насловот сам по себе реферира со културна книжевна традиција. И тоа е тотално забавно, ние имаме во македонската книжевност со промена на системот, еден многу познат расказ од Димитар Солев. Промена на системот, мислите дека е политички контекст, тоа е промена на системот за грејење во еден дома. Ова го поврзувам воопшто со Горски венец. Горски венец е Његош. Конекцијата, дали вие ќе го пишете Његош во расказот или не, ама тоа е тоа. Можеме да пишуваме за иста тема, бидејќи ти си доста суров и реален со црногорското обкружение, што е многу блиско со нашето, ние можеме лесно да се идентификуваме. Може некаква било приказна да напишеме кај нас во политички, селенички, колонијален контекст, така се вика бели мугри,
на македонски, тоа ќе биде истовремено и конекција со локалната традиција. И овој расказ високо го респектирам заради постапката со минатото на модерен начин има конекција со негош, ама пишуваме за нешто без негош. Тоа ми е еден од позначајните во постапката расказа. Да. Интересен е затоа што е личен и затоа што сите сме го доживеале. Има поврзување и на универзалното и на локалното. И сите и наносот. Да. И сите имаме такви роднини во странство и сите сме се однесувале на таков начин и сите на крај смешен ми е тој расказ што вика леле не им дадовме ништо. Ај што сме им дале да јадат, да пијат, сме ги дебелиле свашта и уште на крај не сум им дала поклон. Пари ќе им дадеш и на крај поклон ќе им дадеш, а они и горски венец. Мислам не тоа е многу. A to je stvarno na kraju otišli su stvarno kod te rođake u Srbiju koja živi u 30 kvadrata sa 3 djece i stvarno moja majka rekla neka je Bogu pomoć, mislim, ono, poslije svega i kako je to kod nje bilo, tek mogu misliti, ono. И па да се сега веќе кога сме кај личното, еден од најдолгите раскази во оваа книга е за сунет, за обрежување. И мене ми беше забавен расказот, таму пробуваш да... Значи тоа е расказ за еден дечко кој што решава да си направи сунет поради јас како што разбрав сексуални проблеми во врската, да речеме. И после тоа сунетот некако тргнува во погрешна насока и цело време оди во болница каде што постојано некој му го гледа пенисот и само за тоа, значи но така доста фалусоцентричен тој расказ. Мислам целиот е само за тоа, се вика како што фимоза релатива. И беше во но таму исто така има и доста секс во тој и покрај проблемот. Има доста секс во тој расказ. Па ета и сексот со Оливера баш дискутиравме дека вака вон контекст звучеше супер. Сексот му е добар, се збориме по телефон. Звучеше како да друго збориме уствари. Ама многу е тешко да се пишува секс. И баш тоа скоро го дискутиравме, зашто баш со тебе зборувавме за тој роман за Бола од Статим Пајтовци. Патим Статовци. Што реков Статим Пајтовци? Пајтим Статовци. Еден извонреден фински автор од Косово. И баш во текот на дискусијата со модераторот, пред тоа модераторот ми вика леле колку добро пишува за секс, колку му е добар сексот, баш тоа. Муабетот и изборувавме колку тешко всушност во проза можеш да колку тешко се справуваш со сексуални прашања и воопшто со секс сцени. Не е лесно да се напишат. Па еве, можеш ли нешто околу пристапот твој кон сексот во пишувањето и баш ева кон тој, да речеме, хумористичен расказ? Da, na kraju, da, dosta je komičan zapravo, jer u stvari tragikomičan tom čovjeku što se zbiva, mislim. Pa nije da je ostao bez kurca, tako? Pa da, mislim, da. Nije tragično. Sitnica je na kraju, da, ali za njega je naravno, kosmičkih dimenzija problem. Pa ta priča isto inspirisana stvarnim događajem, neću reći čim, ali onako prilično jedan specifični problem koji onako, taj fizički neki problem koji imao taj čovjek nije suštinski bio naravno odgovoran za taj problem seksualni između njega i njegove partnerice, ali onako našao se on, eto, on je morao da strada, kao tamo se ja nešto rekao, kao svaka revolucija traži svoju žrtvu, on je ne Jakobinac, nego Jakurbinac i tako, tome je slično. Tako da, i pogotovo u toj priči je uz takvu jednu anomaliju bilo teško opisati te neke scene seksa i tome je slično, jer opet htio sam da ne bude opet i to komično, nego da to bude neki vid i borbe toga junaka, neka posljednja linija odbrane koja mu je preostala ili čak napada, posljednja linija povlačenja, odakle treba da krene neki njegov napad i tome je slično. Dok
ima u drugim pričama, ne znam, ima ona priča umjesto riječi, opet o nekoj vrsti teškog raskida između jedne djevojke i njenoga momka i onako jedan, opet neke erotske scene, malo netipične, kroz koje su kao završni čin tog nekog teškog raskida i onako neka dramatika provučena kroz neke distancirane seksualne doživljaje, opet povezano se vidi njihova neka ta posljednja kroz to, ta neka posljednji ostaci ljubavi i tome slično. Dakle, nisam htio da banalizujem seks kao čin, kao dio ljubavi ili prosto zabave, zadovoljstva, nego da ono prosto kad traži moment to, onda da bude dio toga i onda zbog toga mislim da sam tragao za najboljim uglom, dakle da ne bude nešto onako površno, banalno, a opet eto da ima možda i potencijala malo i za humor, tako da eto, mislim kao i druge neke životne aktivnosti. Citiram samo za raskaz od Fimoza da kažem nešto. Književno da ga zaokružime. To je dosta dolg raskaz, međutim dobro to во тоа е што расказот е екстензивен, долг, меѓутоа и постапката на интервенција на Фимозата, на сунетот, е исто така долга, бидејќи се усложнува и мора да се повторува, така што ритмот на должината и на одолговлекувањето на расказот одговара на одолговлекувањето на интервенцијата. И кога ќе се фати еден добар ритм, може со екстензијата да се тера колку се сака. Ама ритмиката е погодена на тоа што се случува на таа повторливост, дури и на сексот дома, сексот во болница, кога веќе зборуваме за секс, меѓутоа сето тоа оди паралелно со должината и на расказот. Има убава ритмика и ете оправдана екстензијата на расказот. Браво. Одлично заокружување, да речеме, на темата за оваа збирка. За крај би сакала да го прашам Никола малку околу дневникот, бидејќи е поврзано со нешто што го спремаш сега со Семездин Мехмединович. Па може ли да ни кажеш како дојде до соработката со Лана Басташич и со мене и со другите автори? Како ти беше да пишуваш дневник и на што работиш сега? Kupali smo se u baru 2019. na ljeto. Lana je gostovala u baru, ja sam bio moderator i pričamo baš o tome. Ona kaže, da imam jedan plan, pa eto vidi što misliš o tome, možda je glupo. Kaže, rekla sam već rumen i ovo ono. I ona mi onda ispričala s tim što ti se sjećaš, ona je htjela to da radi onako na malo neki romantičarski način, da mi kao šaljemo tu svesku, zapišeš ti jedan mjesec pa šalješ meni u Podgoricu, mislim to bilo malo samo dok stigne ta pošta i onda eto na kraju nešto da prepisujemo. Da, mislim to je bilo onako blago infantilno, jer to je zapravo ne infantilno, nego to je bilo nekako želje još iz njenog djetinjstva da ona kao piše dnevnik i da to bude kao taj neki njen mali dječji projekat. Međutim, mi smo bili u startu, znaš, ajmo idemo malo kao da to konkretizujemo. I interesantno je bilo onda, eto, da nađemo kao ljude, eto, kao ja, ti i ona smo već bili tu, onda smo našli Danila Lučića iz Beograda, odličnog pjesnika i stvarno njegov dio je baš dobar, i Luizu Buharovu iz Splita, sad već Zagrebčanku, dobro, Lana, Bosna i Hercegovina, da, Dijana, ali Dijana je bila na kraju druga opcija, što je na kraju vjerojatno i bolje, što je ona došla kao opcija, jer prvo je bila Ana Šnabl, sjećaš se? Da, slovenačka, kao sad je poznata književnica, koja prosto, kad je trebalo već da počnemo da pišemo, ona onako neću reći da je izdala, ali rekla je ljudi, ja mislim da neću moći ovo, povlače im se, pravi li vam problem, i onda stvarno onako morali smo da reagujemo i sjetimo se Dijane, iako i ona, ti Slovenci nešto prave problem, iako je ona rekla u jednom trenutku, ljudi, ja ne znam da li ovo išta, ali mi smo rekli kao, da je našli smo te jedva, znači tebe posle onog problema sa mnom, sjedi, piši, sve će to biti okej. I na kraju i njeni dijelovi su stvarno dobri. Tako da napravili smo te neke konture, da svako piše po 2 mjeseca, eto ja sam pisao april i novembar, i to te 2020. godine kad je stvarno bio taj COVID i eto, mislim ne pogotovo, nego
sad se prisjećam ovog dijela April kad je bio lockdown, onako prvi put se u životu srećem s takvim bizarnim iskustvom i onda nešto moram da pišem, nešto ne znam šta i onda shvatam da je to ništa, bude onako zanimljivo i onda upravo zbog nedogađanja čak izmišljam sebi neke aktivnosti tokom dana da bih imao o čemu da pišem, mislim. A onda novembar, u međuvremenu što se desilo, pad jednog režima u Crnoj Gori 30 godina, pa smrt jednog vjerskog poglavara koji je vladao isto 30 godina, pa isto COVID i dalje tu, onako ja nešto bijesan i politički, ovako i onako, i tako da se moja 2 mjeseca prilično razlikuju, ali kao što je Danilo Lučić rekao, kao ta pojava toga COVID-a kao da je dala neku parabolu tu narativnu. Prosto, to je bila bukvalno vezivna nit čitavog tog dnevnika, da se to možda ne bi sveo, mada bilo bi možda i bez toga zanimljivo ljudima, ali ovako je stvarno, može da se čita kao roman, dakle, jer Lana u januaru piše o nekom čudnom virusu negdje daleko u Kini, a poslije toga, ne znam, svašta se zbiva kad ti čuješ za neke prve slučajeve ovdje, pa ne znam, ko Luiza isto tamo šokirana što se zbiva. I onda Dijana, sjećam se, završava, ima neki pregled koji može da joj kaže čak i da je teško bolesno i tako se nešto završava dnevnik. I znam da sam ja rekao odmah, Dijana, jel ti dobro kad smo dobili taj rukopis, rekao je srećom, jest? Ne je prevedeno na makedonski, zašto? Jeste, antolog je objavio isto. Jeste, antolog ima ovaj... I Lana Bastašić je prevedena na makedonski i Suhvati Zeca romanot i so Mlečni zabi razkazite, naše izdanje. Da, i Danilo Lučić dolazi sad inače na ovaj Skopski poetski festival, da, za nekoliko dana, tako da eto možete i njega da čujete. I stvarno jedno lijepo iskustvo meni i onda nekako, eto, pošto postoji ta edicija koju se spomenula, koju se Nezdin Mehmedinović radi u Bajbuku, neka moja želja da pišem o, mislim, ajde sad neću da otkrivam previše, ali da opišem jedan period u Crnoj Gori, evo sad u nekom predstojećem periodu, tako da će tu trebalo bi, ako dobro to napišem, da bude dio i te edicije i zapravo ono što me možda i najviše privlači kod dnevnika jeste činjenica da je to neka buduća knjiga u kojoj uopšte ne znate o čemu će da se radi, znači ne znate jednostavno vi, eto i ja i kad pišem čistu fikciju volim da prepustim likovima da kroz radnju sami preuzmu onako kopče pa oni pokazuju kuda treba da ide radnja i da iznenade tebe kao autor i tome slično. Ovdje bukvalno nema toga, ako ćeš iskreno da pišeš, bukvalno prepuštaš se vremenu i gledaš, mislim, može to biti neki najdosadniji mogući period, pa opet ja onako da se dovijam kako da ispunim dnevnik, a može da bude na lijep i na ružan način ili neka vrsta kombinacije, pun nekakvih uzbuđenja, tako da nemam pojma što će da bude u toj knjizi. Blago svi ti bi pišuvali su Nezdin Mehmedinović. A i to da, mislim, čovjek je stvarno divan. Nezdin je preveden na makedonski, mislim se ušte, za žal se nadevame дека ќе можеме наскоро Nezdin да го читаме и на македонски, отим не знам како ни се случи на сите во Македонија Nezdin Mehmedinović да. Но се надевам дека ќе надоместиме. Благо теби još jednom. Da, evo imamo izdavača ovdje i tako dalje, mislim, odličan, stvarno i divan je čovjek, ali vrhunski pisac i njegov, je li Sarajevo Blues biše njegova zbirka? Da. I Crvena bandana, rola. Da, odlično. Da, super. Odlično je. Fenomenalno. Dnevnikot mu je mnogo dobar s Miljenko Jergović prepiska. I ovo isto, kako se zove, ovo vrijeme sada isto je esej i njegovi novinski tekstovi isto. Da, vrhunski, tako da. Mislim da će dobije vaša književnost ovdje s tim prevodima i takako mislim, stvarno odličan pisac. Добро, еве ги поврзавме сите работи, регионалната сцена на која што очигледно припаѓаш, во која што си умрежен, во која што пулсираш на известен начин со ова, исто многу за мене навистина едва чекам да го видам тој дневник. Мислам ова што го прави Nezdin во Бајбук е многу битно за регионалната книжевност и за воспоставување на она non-fiction што го викаат или документаристичка проза на регионално ниво, која што доста добро го правиме. Мислам дека дневникот се види дека можеш и така да пишуваш, затоа ми беше интересно. Да, ти си прозан автор суштински, тоа се гледа, значи пишуваш прозната форма ти лежи, меѓутоа имаш во себе и нешто политичко кое што може да се преточи баш во една документаристичка форма, така што и тоа ќе биде
многу интересно да го видиме. Со тоа јас ќе завршам, мислам дека за мене беше толку за вечерова. Ви благодарам многу, и мислам дека Оливира исто има нешто да каже, па Никола секако. Еве и јас може да завршам, доколку Никола не ни се одјави на поинаков начин. Читајте Атакама на македонски, се надевам дека ќе можеме и други книги од Никола Николич на македонски, и Семезнин што го испофаливме. Понекогаш ми е жал, можеби што читаме во оригинал, во регионалните јазици, да не читавме, можеби ќе бевме побрзи со преводите. Па, како ќе го поминеш Скопје, како го помина досега и како до крајот на месецот ќе го поминеш. Мислам дека не разбираш веќе, не ти помагавме многу српски. Да? Како ти е во Скопје? Pa idealno pitanje za kraj, stvarno super, mislim, evo tu je drugarica Suzana, profesorica na Likovnoj akademiji u Crnoj Gori, za ovo rekao Podgoričanka Nikšićanka, koja mi je rekla da rado bi se preselila ovdje, znači stvarno je prelijepo nekako kao da si kući, mislim, odakle god da si, stvarno divni su ljudi, topli, fini grad, dinamičan, Makedonija prelijepo, ima prirodu, tako da... Pa vjerojatno ljudi prije svega, da, i evo meni je veliko i satisfakcija da za naš dan nezavisnosti 21. maj, evo tu su i naši Crnogorci iz udruženja Peđa Nikolić, i tako da stvarno mi je drago da ovdje eto na neki način i obilježavamo što se mene tiče i dan nezavisnosti Crne Gore. Sada ti da go kažeš, to je čestitki za Venot. Tako je, i stvarno je prelijepo, mislim, na kraju eto i kratka anegdota i kako je sve i došlo neki način do toga, kad mi se Dejan javio na Facebook prije nekih otprilike godinu i pol, tako neki novembar 2022. Ja sam bio u nekoj žurbi, nisam skroz dobro ni vidio i vidim kao Geto Rudi, kao, šta mislim, to... I ja onda pitam Rumenu, znaš i ko je momak, čisto, mislim, znaš, bude nekih onako i trolovanja, nemam pojma, kaže Rumeno, kao javi se čovjek, kaže, skroz ok, nemaš brige, sve u redu. I eto, mislim, godinu i pol kasnije, to je bio onako neko jezgor iz kojeg je okrenuo i moj dolazak ovdje, eto i zahvaljujući Robertu i Vladimiru, gostovanje na rezidenciji, tako da sigurno ću se vraćati ovdje, mislim, baš mi se sviđa i ljudi, i atmosfera generalno, i priroda, sve znači, tako da prelijepo stvarno. Pa idem da u Kumanovo na ovaj Proza Fest, će isto biti 30. sa dobrom ekipom i primijetio sam imate odličnih festivala, mislim, to je kod nas prilično, onako, ima par festivala i onako, mislim, trebalo bi, ima mnogo, kad je proliferacija festivala, bude i neki koji nisu nešto, neki kopiraju jedni druge, ali meni uvijek je to neki dobitak za kulturu, mislim, prirodna selekcija će da uradi, ako postoji neka poenta, ako postoji smisao, trajaće i ti festivali, a ovo što vi imate, tu i taj poetski festival, i Sašo mi je rekao i u Bitoli isto sad bio poetski isto neko čitanje i tako dalje, međunarodno, znači to su po mom mišljenju sve veliki dobici za kulturu, pogotovo kad dolaze gosti sa strane. Hvala svima stvarno. Благодарам на сите, што го спомна и Куманово.